Кога со дел од нашите сограѓани говориме за тоа што е црква, кај едни од нив преовладува мислењето дека црква представува молитвениот дом, односно објектот во кој што се собираме на молитва и да го прославиме Бога. Кај други пак од нив преовладува мислењето дека црква се исклучиво свештениците. Ова е емисија од серијалот Училиште за животот, која ја посветивме за да црквата ја објасниме, ја доловиме, ја опишеме како заедница на новозаветниот народ Божји, што е потполно библиски и светоотечки. Топло ве покануваме да останете со нас и да ја проследите оваа емисија. Отец Ивица, еве сме на почетокот на 8-та поред емисија од серијалот Училиште за животот, во која што ќе говориме за црквата, како заедница на новозаветниот народ Божји. Очекувано на почетокот на оваа тема би било во ред да се надоврземе на она за што говоревме во претходната емисија, во која што говоревме за откупителната жртва на Голготскиот крст. И за воскресението Христо. И за воскресението. Хајде да проговориме на самиот почеток зошто овие две нешта се од суштинско значење во нашето поимање на црквата како спасоносно тело на новозаветниот народ Божји. Така, значи, кога говориме за црквата, а тоа е нашата денешна тема, ние не можеме да проговориме дека основната функција на црквата како новозаветен народ Божји е да биде сведок на сето тоа што Христос го направи за нас. Значи, тоа е смислата на црквата како новозаветен народ Божји. И затоа во минатата емисија, кога говоревме за Христовата откупителна жртва и неговото воскресение, говоревме дека основната мисија, основната смисла на доаѓањето на единородниот Син Божи како вистински човек, кој својата природа ја прими преку Дева Марија и Светиот Дух, нашиот Спасител Исус Христос, значи основната функција на неговото доаѓање во овој свет е да биде наш Спасител, да биде наш ослободител. И ние говоревме и на претходната и на она емисија кога говоревме за Христос како одговор Божи до отпаднатото човештво. Значи, говоревме за таа смисла, за неговото доаѓање спасително во овој свет и за целиот тој период на подготовка на неговото доаѓање во рамките на старозаветниот народ Божи. Но сепак круната, врвот на спасителната мисија на Месијата, на Христос во овој свет беше Голготскиот крст, всушност откупителната жртва. Христос, Месијата, нашиот Спасител на крстот, го победи злото со својата жртвена љубов, го победи оно што е изворник на злото, сатаната, оно што не држеше во духовно робство, победувајќи го злото како болен принцип на екзистенција, победувајќи го изворот на злото сатаната, Христос, нашиот Спасител, го изврши тој процес на откупување на целото човештво. Всушност, вината и гревот на целото човештво тој ја прими врз себе. Значи, многу тешко нашиот ум ова го разбира и може да го како да кажам, обработи како информација, но тоа е тоа. Тоа е неискажливата Божја љубов и грижа за неговото создание, за целото човештво, за секој човек, за целиот овој свет. Бог својата љубов кон целото човештво ја покажа на Голготскиот крст, преку таа грижа за секој од нас. И затоа Христос, Месијата, Спасителот на светот, гревовите и вината на целото човештво ги зема врз себе, тој не откупи, ни даде амнестија, ни даде прошка. И сега, како вистински човек, затоа што тој беше и вистински човек, новиот Адам, тој како вистински човек вкуси смрт на крстот, но во третиот ден воскресна, како што пророкува пророците во Стариот Завет, како и тој самиот, нашиот Спасител, им говореше на апостолите, со своето воскресение тој ја победи смртта, односно веќе смртта нема власт над човекот, затоа што новиот Адам, Месијата, ја победи смртта, ја победи трулежноста и на целото човештво му даде показ и доказ за тоа дека смртта е победена. И Христос воскреснатиот 40 дена беше со своите ученици. Значи тој им објаснуваше всушност за сето тоа што се случило и на крстот и со неговото воскресение, но и ги подготвуваше за она што треба да се случи на Педесетница.
Значи, тој ги подготвуваше сето тоа што тој го направил за спасение на човештвото, тие, во силата на Светиот Дух, да го сведочат на сите народи. Во 40-тиот ден, по неговото воскресение, нашиот Спасител се вознесе, се врати кај Творецот на се што постои, кај нашиот Отец Небесен, за да на крајот на овој ваков свет дојде, но тогаш како судија на живите и мртвите. Но пред своето вознесение, нашиот Спасител им вети на апостолите дека тие ќе ја примат 10 дена од неговото вознесение силата на Духот Свет и навистина 10 дена од Христовото вознесение на Педесетница, односно на 50-тиот ден од Христовото воскресение, се изврши ова ветување Христово, апостолите се исполнија со силата на Светиот Дух. И всушност овој ден, Педесетница, народот уште го нарекува духови, значи е ден во кој се роди црквата. Значи ден во кој таа заедница околу нашиот Спасител, значи 12 апостоли, тој потесниот круг, поширокиот круг од 70 апостоли и останатите негови ученици и жени што одеа со него, со учениците, со апостолите Христови. Значи, на тој ден таа заедница околу нашиот Спасител доби овластување од самиот Творец, од самиот Небесен Отец, во името Христово, во силата на Светиот Дух, да биде новозаветен народ Божи, да биде сотриолошки организам, да биде сведок на Божјата вистина. И затоа ние, православните христијани, роденденот на нашата црква, на нашата заедница, го прослуваме на Педесетница. Така. Додека го слушав ово што го кажуваше пред малку, ја направив она врска, она паралела со она што опишува во книгата Дела на светите апостоли, каде што можеме да забележиме и покрај тоа што самите ученици Христови знаеле се за него, до пред моментот на слегувањето на Светиот Дух врз нив, се уште не биле доволно подготвени да сведочат за тоа. Таму пишува дури вратата беше заклучена, се плашеа поради страф од евреите и така натаму. Меѓутоа, она суштинска нишка која што придонела за да се роди во нив таа сила и способност да сведочат и која родила црквата во суштина е самото слегување на Светиот Дух врз нив на Педесетница. Понатаму слегува Светиот Дух и апостолите почнуваат да сведочат. На почетокот тие не се прифатени, заради тоа што истите оние првосвештеници кои што во тој период биле насочени против Христа, сега кога апостолите почнале да сведочат дека тој воскреснал, се насочиле, се свртеле против апостолите. Колку бил макотрпен целиот тој процес на раѓањето на првата црква, на раната црква? Па, види брат Иван, значи Сократ кажува една вистина која е со апсолутно значење. Оној човек кој најповеќе е омрзнат во овој свет е оној кој говори вистината. Значи, овој отпаднат свет и оние кои живеат по принципот на отпаднатиот свет не ја сакат вистината. Особено она апсолутна спасителна вистина. И сега, убаво го спомнат тој момент со апостолите, тие беа 3,5 години со нашиот Спасител. Тие ги видеа сите негови чудеса. Тие слушнаа такви зборови од него што никој друг човек не ги говорел. Просто тие беа сведоци на откупителната жртва, на неговото страдање на крстот. Беа сведоци на неговото воскресение и повторно беа во страв. Значи, тој моментот на слабоста на човековата отпадната природа. Значи, страв. Затоа што живееш во неизвестност. А известноста доаѓа од вистината. Се, иако тие има информација за вистината, но сепак самата вистина не делуваше внатре во нив. И Христос знаеше дека неговите ученици, всушност и сите негови ученици, не само во тоа време, туку и сите негови ученици до крајот на овој свет, не можат на вистински начин да го разберат тоа што тој го направи за нас, а и ниту да го живеат ако ја немат во себе силата на Светиот Дух, односно Божјото присуство. Затоа што кога говориме ние за денот на Педесетница, кога говориме ние за исполнување со силата на Светиот Дух, ние треба да објасниме дека тие огнени јазици што се спуштија над апостолите, значи како огнени, пишува апостолот Лука во Дела на светите апостоли, значи всушност таа сила на Светиот Дух е таа енергија, дејство Божјо, пројава
Значи, или светите отци уште таа сила, таа енергија нарекуваат несоздадена божествена енергија, затоа што Бог е вечно битие. Тој е несоздаден, тој е вечно постоечко битие. И Бог, Отецот Небесен, во името на својот единороден син, нашиот откупител, нашиот спасител, како плод на сето тоа што тој го направи за нас, го испраќа третиот член од троединиот Бог, Светиот Дух, да Светиот Дух не дарува, не исполни со тоа Божјо присуство, со таа несоздадена божествена енергија, со тоа Божјо водство. И ние гледаме дека по денот на Педесетница, односно веднаш откако апостолите се исполниле со силата на Светиот Дух, значи таа сила на Светиот Дух тие виделе, значи видливо, значи со своите очи, таа била во вид на огнени јазици, а оние што биле надвор од горната соба, кај што биле собрани апостолите и го слушнале тоа како силен ветар, нешто како ветерот кога ќе дува силно, значи многу посилно и помоќно. И сега одеднаш таа божествена несоздадена енергија, таа сила на Светиот Дух добила видлива форма во вид на огнени јазици и тие огнени јазици се спуштиле на секој од апостолите. Затоа што Бог секој од нас го доживува како оригинална и неповторлива личност. Значи секој добива дар и водство. Така да секој од апостолите и сите таму присутни го добиле тој дар, тоа водство на Светиот Дух, тоа присуство на Светиот Дух внатре во нив. И гледаме веднаш, братиме, веднаш од тие плашливи рибари, тие плашливи галилејци, кои биле од провинција, од Галилеја, а се наоѓале во Ерусалим, тие одеднаш почнале да говорат на јазици кои за нив биле непознати. Но оние евреи кои биле баш на Педесетница во Ерусалим, затоа што тогаш тие го празнувале својот празник Шавуот, значи тоа е празник, еден од трите големи празници на старозаветниот народ Божи, тоа е празникот на првите плодови. Значи, кога се принесува првите снопови како благодарност на Бога за сите дарови што тој ги дарува, баш на тој празник. И уште еден момент е тука битен, по рабинската традиција, баш на тој празник евреите си спомнувале за тоа кога ги добиле 10 Божји заповеди на Синај. Значи 50 дена од нивното излегување од Египет, тие ги добиваат 10 Божји заповеди, односно 50 дена од Пасха, од преминот, тие ги добиваат 10 Божји заповеди, како врв, на еден начин, кулминација, а гледаме во Новиот Завет, 50 дена од новата Пасха, од Христовата откупителна жртва, значи, после тие 7 седмини, односно 7 седмици, во 50-тиот ден, апостолите, односно новозаветниот народ Божи, ја прима силата на Светиот Дух и ги пренесува првите плодови. Првите плодови се самите апостоли, самите ученици Христови и оние кои после проповета на апостол Петар, кога тој отворено засведочил за тоа што се случувало во Ерусалим, што се случувало со Исусе и засведочил дека Исус е ветениот Месија, тогаш многумина од тие што го слушале му поставиле прашања: луѓе, браќа, сега што да правиме? И апостолот Петар им вика: покајте се и крстете се во името на Исуса Христа и ќе ја примите силата на Духот Свет. И тогаш црквата ги прима своите први членови. Значи 3000 луѓе се покрстиле. Односно тоа се евреи кои го очекувале Месијата, тоа се првите луѓе, првиот принос, првиот дар кој црквата му ги принесува на нашиот небесен Отец во името Христово и во силата на Светиот Дух. И тогаш црквата започнува како новозаветен народ Божи, како заедница на Христови ученици во силата на Светиот Дух, започнува да извршува својата мисија, за она што го говоревме на почетокот, да го сведочи евангелието, радосната вест за спасението. И таа почнала тоа да го прави буквално онака како што самиот Христос им кажал на апостолите дека ќе се случува, дека ќе бидат негови сведоци во Ерусалим, во Јудеја, во Самарија, во тогашниот познат свет до крајот на светот и така. И навистина гледаме како почнало полека тој процес на зрачење на вистината преку силата на Светиот Дух и преку апостолите, односно преку црквата, полека да се шири во Ерусалим, во Јудеја, Галилеја, тогашниот медитерански басен, и полека
во рамките на Римската империја, па полека апостолите имаат стигнато до Етиопија, Индија, Шпанија и така натаму, така натаму. И така почнала црквата да се шири и го спомна и тој момент. Оние што не го прифатија Исус за Месија, односно Јешуа за Месија, и се спротивставија на Божите пророштва и вистини за него, тие започнаа да го гонат и неговото тело, односно неговата црква. Како отец Ивица се пројавува соборната свест во црквата? Бидејќи велиме во символот на верата, нели, дека исповедаме една света, соборна и апостолска црква. И ме интересира каква е таа пројава на таа соборна свест, која што започнала, предпоставам, од овие почетоци од апостолско време па се до денес. Да, брат Симе, ова ти суштинско прашање. И црквата самата себе си на Вториот Вселенски собор во Константинопол 381 година се дефинира. Значи, самата себе си се дефинира дека е една. Значи, една е таа заедница што Христос ја востановил. Една е таа заедница која на денот на Педесетница ја прими силата на Светиот Дух. Една е таа заедница која ја ширеше радосната вест, односно Евангелието за спасението. И една е таа заедница која во првите 3 века маченички отстојуваше да ја сочува автентично вистината Христова. И таа заедница на Вториот Вселенски собор во Константинопол 381 година, значи за себе си кажа дека е една, дека е света, дека е соборна, или тоа доаѓа од грчкиот збор католики, и апостолска. Сега што битен е тој момент соборна. Значи нешто што е собрано, значи нешто што е заедно со една цел и во една вистина, и со една визија, и со исти вредности. Ние гледаме дека апостолите по денот на Педесетница, по денот кога ја примиле силата на Светиот Дух, кога црквата се родила и го започнала својот историски чекор и историски подвиг за сведоштво на спасението, ние гледаме дека учениците Христови се препознавале по тоа што имале љубов помеѓу себе си. А имале љубов затоа што исповедале една надеж, надежта за вечниот живот, една вистина, тоа дека Исус е Христос, Божи син спасител. Значи, и таа една надеж, една љубов, една вистина ги спојувале во едно заедништво. Да, едно заедништво, и заедништвото е многу битно во црквата, затоа што не може црквата да се разбере надвор од заедништвото. Затоа што црквата е сведок на Царството Божјо, значи сведок на нашата надеж за вечниот живот во Царството Божјо. Црквата е тело Христово, сотериолошки организам во кој ние се подготвуваме за тоа Царство Божјо. Но ние треба да разбереме дека Царството Божјо е заедништво, затоа што е апсолутна љубов. Царството Божјо е икона на нашиот троеден Бог. А Бог, затоа што е троеден, Отец кој има свој Син и Дух Свети, е љубов, заедништво. И сега, ако ние сакаме да се подготвиме за вечниот живот во Царството Божјо, за вечно љубовно заедништво, ние треба во црквата да научиме да живееме заедно. А тоа воопшто не е лесно. Тоа воопшто не е лесно, затоа што нашата падната природа, огревеността, многу навики што сме ги собрали од овој одпаднат свет, и како се борат против заедништвото. Јас би сакал да прочитам што светиот апостол Петар напишал во она време за новозаветниот народ Божји. Значи, какви треба да бидеме ние кои сме членови на таа заедница. Тој вели вака: отфрлете пак од себе си секаква пакост и секаква измама, секакво лицемерство, завис и секакво напаѓање. Значи, буквално, ако сакаме да бидеме Христови, односно членови на неговата црква, на неговата заедница, ние треба сериозно да раскрстиме, баш буквално да раскрстиме, да расчистиме со нашата отпадната природа и со влијанието на отпаднатиот свет. А тоа не е лесно. И затоа апостол Петар вика: отфрлете. И потоа вели он: и како новородени деца, бидете желни за вистинско и разумно млеко, да во него да пораснете за спасение. Да пораснете за спасение. Значи, тој процес оди полека.
тој процес за остварување на нашето спасение оди полека. Затоа што вака, објективната страна на нашето спасение е извршена од нашиот спасител. Значи, тој не откупи, тој не амнестираше. Сето она што Бог го направи за нашето спасение, тој го направи на крстот и потоа, испраќајќи го Светиот Дух, тој ни подава рака и не повикува на тоа спасение, но ние треба тоа да го прифатиме. И тоа ние го прифаќаме преку вера и преку нашиот живот во црквата. Но пишува апостол Петар дека како членови на црквата ние треба да пораснеме за спасение, односно да пораснеме за вистинско разбирање да живееме заедно во љубов. Тоа е процес. И тој човек, односно тие луѓе кои ќе го разберат ова, тие полека уште во овој свет, во дух на светост, ја разбираат и тајната на вечниот живот. Тоа е вечно заедништво. Вечно блажено, љубовнотворечко заедништво во Царството Божие. И тоа е целта на црквата, но во тоа треба да се расте. И понатаму апостолот Петар го кажува, го пишува ова како една прекрасна ранохристијанска дефиниција за тоа што е црквата. Но вие се обраќа на членовите на црквата тогаш во на време, вие сте род избран, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени, да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудна светлина. Вие кои некогаш не бевте народ, а сега сте народ Божи, кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани. Значи, апостолот Петар говори за високото достоинство да се биде член на црквата Христова. Значи, и оние луѓе кои по проповета на апостол Петар на денот на Педесетница, преку својата вера, преку крштевањето, затоа што тие преку крштевањето го примија дарот на откупителната жртва, таа амнестија, затоа што преку светата на крштевање ние учествуваме во Христовата искупителна жртва и затоа што после крштевањето ние сме оправдани. Ние стоиме онака во името Христово оправдани пред нашиот небесен Отец. Нашиот небесен Отец ни дарува силата на Светиот Дух. Значи апостолите потоа положувале раце на оние што се крштевале, за да и тие ја примат силата на Светиот Дух внатре во себе, за да и тие станат род избран, царско свештенство, членови на црквата. И се разбира уште апостол Лука баш во таа втора глава, кај што тој го опишува целиот тој процес како историски го започнува црквата своето зачекорување во овој свет да биде она која ќе го сведочи спасението. Тој пишува дека една од ликите на членовите на црквата биле тие што тие биле постојано во учењето апостолско, во заедништвото, во кршењето на леп, тоа е третата света тајна, со која ние партиципираме во Христовата откупителна жртва и го засведочуваме нашето единство со Христос, тоа е причестувањето. Секој оној што го прима телото и крвта на нашиот Спасител, тој засведочува дека е Христов. Тој засведочува дека ја прифаќа неговата откупителна жртва и живее во силата на неговата откупителна жртва. И тој ја прифаќа вистината со тоа што кога го засведочува своето единство со Христос преку примањето на неговото тело и крв, тој засведочува дека има заедништво со сите своји браќи и сестри кои исто така го примат телото и крвта Христово во себе си и така ние стануваме тело Христово, сотирилошки организам во силата на Светиот Дух. И силата на црквата, силата на љубовта, силата на вистината и во тоа време и низ вековите, значи станала сила на преобразба. И ние гледаме колку луѓе за многу кратко време, иако црквата била гонета однадвор, па и однатре преку ереси и така натаму, не гледаме дека силата на вистината силно се расширила и во силата на Светиот Дух многумина го доживувале тој призив да станат Христови ученици, да станат членови на црквата и да го градат своето спасение во силата на Светиот Дух. Така, јас би се надоврзал за устројството на црквата, веќе ти проговори пред малце за царското свештенство, па и светиот апостол Павле до коринтјаните ќе ги каже овие зборови.
зашто преку еден дух сме крстени сите во едно тело. Било јудејци или елини, било робови или слободни, и сите сме со еден дух напоени. Оти и телото не се состои од еден орган, туку од многу. Вие сте телото Христово, а пооделно членови. Така е. И едни од вас Бог ги постави во црквата, прво апостоли, второ пророци, трето учители, потоа даде дарби за чудеси, исцелување, па застапници, управници или луѓе што зборуваат на разни јазици. Така е. Дали можеме да проговориме малце за функцијата на Значи, веднаш кога апостолите, а потоа и останатите членови на црквата ја примели силата на Светиот Дух во себе, ние проговоривме пред малку, еден од даровите на Светиот Дух е дар на јазици. Апостолите во тоа време, значи луѓе од Галилеја, почна да говорат јазици кои не ги разбирале, но другите народи кои биле тогаш присутни на тој празник во Ерусалим, тие ги разбирале. Но тие исто така добивали други дарови на Светиот Дух. Дар на мудрост, дар на изгонување на нечисти духови, дар на поучување, дар на утешување, дар за исцелување и така натаму. Се преку силата на Светиот Дух. Но да не се разбере, брациме, дека сето тоа се случува механички. Значи, целиот тој процес на нашето заедништво со Творецот оди синергично, заедно. Значи, колку човекот се подготвува и се принесува себе си на Бога во светост и чистота, толку повеќе силата на Духот Свет се пројавува во него. Се пројавува во него. И затоа гледаме, тука се употребува терминот во еден дух се крстивме. Значи, тоа е превод на грчкото баптизо, што значи потопување. Значи, кога говориме ние за крштевање, ние говориме за потопување. Значи, вика, во еден дух се потопивме сите, еден дух примивме. И по тоа Христовите ученици се препознаваат себе си, по едната љубов, едната вера, едниот дух кој делува во нив. И тоа е силата на заедништвото. И сега спомна, во ранохристијанскиот период, значи, црквата ја раководеле апостолите, додека не биле убиени. Скоро сите апостоли маченички пострадале, освен апостолот Јован, но и тој бил мачен, но Господ промислил да умре во многу одминати години во Ефес, и таму он ги прегледува сите први 3 евангелски сведоштва за сето тоа што Христос го направи за нас, и го пишува 4-то евангелие. Значи, по смртта на апостолите, но и за нивно време, кога апостолите оделе и го проповедале евангелието, ги формирале тие локални црковни заедници, апостолите ракоположувале или овластувале, избирале најдостојни луѓе од заедницата, и ги овластувале и ги ракоположувале да бидат епископи. Значи, епископ значи надгледник, надзорник, значи оној кој е одговорен за една локална заедница, а епископот ракоположувал презвитери кои му помагале во неговата дејност и ѓакони кои прислужували, така натаму. Го имаме прекрасното сведоштво на ранохристијанскиот епископ и маченик Игнатиј Антиохиски, кој вели: каде што е црквата, таму е епископот, каде што е епископот, таму е и црквата. Потоа тој вели дека како што Христос беше обкружен со апостолите, така и епископот е обкружен со презвитерите. Да. И буквално, ако се направи една анализа на литургиското ранохристијанско собирање, ќе видиме дека начелото на собирањето на една заедница, кога се собира на литургија, на заедничко дело, начелото седел или стоел, зависи во која смисла, епископот, потоа околу него презвитерите, па ѓаконите и останатиот народ Божи. Да, тоа е тоа. И така полека црквата, и тоа е уште многу интересен момент. Ние гледаме како Светиот Дух во апостолите полека ја формира црквата. Значи, се формира, значи ние немаме, Христос не кажал како треба да се извршува светата тајна крштевање, например, и што треба да се говори. Значи, ние гледаме апостолите во силата на Светиот Дух добиваат откровение за тоа, како тоа треба да се извршува и што е смислата на крштевањето, што е смислата на дарот на Светиот Дух или миропомазанието, или што е смислата на причестувањето, или што е смислата на светата тајна свештенство, или што е смислата на светата тајна исповед, на светата тајна брак, или светата тајна маслосвет, односно што е смислата на светата тајна црква. Значи полека, значи во силата на Светиот Дух
Бог, нашиот небесен Отец, во името Христово, затоа што Христос е глава на црквата и наш единствен посредник помеѓу нас и небесниот Отец, во силата на Светиот Дух, гледаме полека како уште во времето апостолско, па и во времето постапостолско се формира животот на црквата во сите незини аспекти. Така. Мораме да признаеме дека во целиот овој период од овие 20 века како растела, како се развивала, исто така црквата се соочувала и со многу предизвици. Имало проблеми, последица од една страна на недоволното разбирање на Божјото откровение, од друга страна огревовената природа на луѓето кои што пристапувале кон заедницата, и од таа причина црквата имала потреба да се состане неколку пати на неколку вселенски собори. Ајде да проговориме малку за нив. Па први вака, значи, го спомна брациме тој момент соборниот карактер на црквата. Значи, во црквата се решава соборно. Значи, нема индивидуална вера. Значи, нема индивидуалистички пристап. Значи, ако јас кажам, мене ми се допаѓа ова, ама не ми се допаѓа тоа и тоа, тогаш јас правам ерес. Самиот збор ерес е од грчки происход и значи избирам. Значи, да се биде член на црквата, тоа значи да се прифати полнотата на верата таква како што таа е. Значи, не смееш да избираш, но и не смееш да додаваш, не смееш да воведуваш нешто што не е заповедано, не е дадено од самиот Христос во силата на Светиот Дух. И ние гледаме дека раната црква веднаш се соочила со еден сериозен предизвик. Сепак, најголем процент од членовите на раната црква биле членовите на Старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ. И многумина од нив што го прифатиле Јешуа за Месија, тие сакали понатаму да си го практикуваат формалниот аспект од старозаветниот обреден живот. Значи, тука е обрезанието, еден куп други работи, со кои биле препознатливи евреите во рамката на Тора, на законот. Но се отворило прашање дали тоа треба и понатаму да важи, или ако важи за евреите, дали треба да важи и за оние луѓе кои ќе доаѓаат во црквата од другите народи. И сега 51-та година апостолите, заедно како што пише апостол Лука во својата книга Дела на светите апостоли, апостолите заедно со презвитерите или старешините црковни, целата црква се собра на собор во силата на Светиот Дух. Значи и тие тогаш водени од силата на Светиот Дух соборно решија што тогаш да направат. И сега тука го разбираме она што Христос им го кажува на апостолите на тајната вечера пред да оди на Голготската жртва, дека ќе им испрати друг утешител кој светот не го познава, но тие го познаваат. Да. И кога тој им го ветува Светиот Дух, и тој им вели дека тој ќе ве води, и тој ќе ве учи. И ние гледаме како апостолите водени од Светиот Дух го решаваат овој проблем. Потоа гледаме дека црквата се соочува и со многу други предизвици. Значи, со ереси внатре кои се јавувале во неа и со напади однадвор. Црквата така ги решавала тие своји проблеми соборно. Значи, првиот собор е 51-та година и потоа, значи, има други помесни собори се до великите вселенски собори или екуменики, или тоа било, видите денес како ги кажеме вселена, многумина мислат на космос. Екуменики на грчки е всушност населен простор. Значи, кога ние говориме за вселенски собори, тоа значи дека доаѓале епископите, представниците од сите простори каде што црквата била расширена. И тие се собирале на собор. И тие доаѓале заедно во силата на Светиот Дух да ги решаваат отворените прашања кои црквата ги имала како заедница и се разбира да се одбрани од ерес. Така го спомнавме овој Вселенскиот собор од 51 година, овој првиот собор.
Таму апостолот многу убаво има напишано дека соборот започнал со она затоа што му беше мило на Светиот Дух и нам. Да. И од тоа може да се заклучи не само за овој собор, туку и за сите собори, дека секој пат кога црквата се состанувала во слава на Бога и да го извршува она што Бог го заповедал, но и за доброто на сите оние кои што му пристапуваат на Христа, дека секој пат во таквите ситуации била непогрешлива. Затоа за нас се многу битни и оние одредби, односно правилата што произлегле од Вселенските собори, кои што чинат еден добар дел од она што за нас значи свето предание. Да, предание, да. Да, тоа е. Значи, брат Иван, црквата не може од многу аспекти да ја доживуваме. И знам денеска многумина кои не го доживеале животот на црквата внатре во самата црква, може би гледајќи црквата од надвор, го гледаат она што најчесто, јас ќе кажам буквално со тоноте им го имитира. Значи, паднатиот човек, по логиката на својата паднатост, го гледа она што е од овој свет, но за жал влезено во црквата. Но сега тоа е тоа. Ние мора да си признаеме дека црквата ни целиот овој период од 2000 години, изворот бил чист, водата од изворот била чиста, таа е чиста и ден денеска, но за жал во целиот историски контекст на црквата, кај што поминувала историски имала историски влијанија и тие историски влијанија некако се прилепеле за црквата. Тоа е една многу интересна тема и ние гледаме како светот, особено преку некои неодговорни членови на црквата, како од црковниот клир, така и од членовите на црквата, светот делува. И сега ограбовениот човек го гледа тоа во црквата. Но човекот заради својата природа. Да, заради својата природа, да. Но човекот кога ќе доживее покаяние, кога ќе доживее духовно будење, призив. И сега тука влегуваме во суштинскиот момент. Значи, раните христијани својата заедница нарекувале еклисија. Значи, еклисија е собор, собрание што се собира преку призив, преку повик. Тој е општ поим, воопшто кажете. Тоа елините го имаат користина за тоа како кога се собирале, ова пат треба да добиеш покана за да доеш и така натаму. Значи, сега евреите всушност го користат зборот кахал во основата на својата заедница, но сепак елинскиот јазик, грчкиот јазик станува јазикот на кој се врши мисијата на црквата во ранохристијанскиот период. И затоа они го користат тој збор еклисија или на латински еклесија, значи повторно од грчки корен, како што и католично и така, соборно, тоа би значи полнота и така на. Значи во црквата, во новозаветниот народ Божи, се влегува преку призив. Значи, самиот Христос вели, никој не може да дојде при мене ако мојот Отец небесен не го повика. Значи, кога човек ќе доживее духовно будење, кога ќе доживее покаяние, кога ќе го почувствува или ќе го прифати поточно призивот на нашиот небесен Отец преку топлината на Светиот Дух, тогаш таквиот човек со други очи почнува да доживува и да ја гледа црквата, да. И тогаш почнува да го гледа она Божјото во црквата. Она чистата вода. Чистиот извор. Да, чистиот извор, станува свесен за чистиот извор, да. И треба и ова да го спомнеме. Видете, има голема разлика меѓу старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ и новозаветниот народ Божи. Старозаветниот народ Божи се темело на единство поверено и на единство по крв. Затоа што во старозаветниот народ Божи, во еврејскиот народ, ти по автоматизам стануваш член на тој старозаветен народ Божи, затоа што твоите родители припаѓаат на тој народ. И ти преданието, односно откровението Божјо, го примаш некако според крвното наследство и така натаму и така. Но црквата, новозаветниот народ Божи, има еден сосем друг момент во себе си. Значи, тука има момент на призив. Сега, навистина црквата како заедница оди по целиот свет и сведочи, како што тоа го правеле апостолите, како тоа го правеле наследниците на апостолите во првите векови и така натаму. Таа оди насекаде во целиот свет и ја сведочи вистината. Ја сведочи радосната вест за спасението. Но оној кој ги повикува луѓето да станат членови на црквата е нашиот небесен Отец. Преку силата на Светиот Дух. Тој ги буди луѓето, тој ги повикува.
Така да јас, според моето искуство, искуството на црквата низ вековите, го говори следното, дека всушност црквата само ги прифаќа луѓето што Бог ги повикува. И не случајно Свети Кипријан Картегински ќе каже дека кој Бог не го има за свој татко, црквата нема да има за своја мајка. Во оваа смисла. Значи Бог е оној што повикува, а црквата ти помага духовно да се раѓаш. И сега во црквата се доаѓа преку призив. Сега црквата не се поистоветува себе си на еден народ, на една нација, на една раса. Значи во црквата се повикани сите луѓе, од сите народи, од сите без разлика на пол, без разлика на социјална припадност и така натаму. Нема повеќе, вика апостолот Павле, ни евреи, ни грк, ни машко, ни женско, ни слободен, ни роб. Да нема, сите се едно во Христа Исуса, новозаветен народ Божи. И сега тоа заедништво е револуционерно, крајно револуционерно заедништво, ама тоа заедништво се гради со призив, со прифаќање на призивот, со прифаќање на тоа да се биде Христов ученик, со прифаќање на Христовите заповеди во силата на Светиот Дух, со прифаќање да се живее по примерот Христов и по примерот на светиите. И всушност црквата како икона на небесното царство, црквата сега во овој свет ни го сведочи тоа е единство што треба да го имаме во Царството Божјо. Единство во кое нема разлика меѓу овој народ или онај народ. Сите народи се повикани во Христа Исуса. Сите народи се повикани да бидат членови на таа заедница. И сега да се вратиме на она што предно го кажав, кога ќе се стекне духовно будење, покаяние, кога ќе му се отвора духовните очи на човекот, кој има искреност да ја бара вистината и кој сака да го оствари своето спасение, ослободување од сатонското робство, од злото, гревот, духовната смрт, телесната смрт, таквиот човек, кога ќе почне да ја бара црквата, тој веќе црквата ја доживува на друг начин. Тој го доживува тој непрекинат континуитет од 2000 години, непрекинат континуитет на генерација, на предавање на вистината, на предавање на силата на Светиот Дух, на предавање на искуството да се живее во заедницата, во силата на Светиот Дух, во даровите на Светиот Дух и така натаму. И тогаш, навистина, човек кој го почувствува тоа, се чувствува како да си дошол дома. Затоа што, всушност, црквата, новозаветниот народ Божие е на еден начин предворје на Царството Божие. Тој што во овој свет е во црквата, тој во овој свет се подготвува во вечноста да биде член на таа вечна љубовна заедништво во Царството Божие. Тоа заедништво Отец го имаме и со светите тајни во црквата. За нив се вели дека се осветувачка сила на црквата. Иако за нив ќе имаме посебна емисија, во овој контекст би сакал малце да проговориме. Па спомнавме дека веднаш после денот на Петдесетница, кога апостол Петар ја одржа таа своја прва беседа, односно прво сведоштво во силата на Светиот Дух, значи ние гледаме уште веднаш практикување на крштевањето, на светата тајна, крштевање. Сега има многу дефиниции за тајните на црквата. Не случајно ги нарекуваме тајни, мистерион или сакраментум, затоа што ние гледаме една надворешна форма, например потопување во вода, положување на раце, кажување молитва или помазување со светен еле или причестување со тело со вино и леб кој станува тело и крв Христова и така натаму. За света тајна свештенство со положување на раце, призив на Светиот Дух за овластување и така натаму, света тајна исповед. Значи, ние гледаме една надворешна манифестација, но тоа што се случува одвнатре ние не можеме да го разбереме. Но Христос ни ветил дека сето тоа што ние го доживуваме и го дефинираме како света тајна во црквата, има легитимитет за кој Христос гарантира. Тоа е многу битна работа. И не случајно мене ми се допаѓа таа дефиниција која вели дека, или опис можеби да се подобро се каже, која вели дека светите тајни на црквата се буквално тие канали преку кои ние примаме силата, благодата, водството на Светиот Дух и можноста да учествуваме во Христовата искупителна жртва. Односно, преку светите тајни на црквата, преку тие духовни канали се извршува тој процес
на наше заедништво со Творецот, со нашиот небесен Отец, на наше духовно растење, на наше уподобување нему и на наше остварување на оној процес на спасение. Така ние започнуваме да го градиме тој процес на спасение. На грчки созо, значи полека се исцелуваме. Полека стануваме онакви какви што Бог не промислил. Значи тоа содейство и сведи тајни никогаш не смеа да се доживеат како магиски чин. Да. Тоа е секогаш љубов, затоа што љубовта бара заедништво, взаемност, синергија. И таа синергија исто така не само што се случува помеѓу Бога и човекот и Бога, исто така е многу битна и таа нишка на соработка по патот на спасението и помеѓу браќата и сестрите кои што заедно ја чинат црквата. Поискусните браќа и сестри ги помагаат помалку искусните и послабите и помалку упатените во верата. Ево на пример што може да се забележи во последниве години е дека се е поголем бројот на млади луѓе кои што пристапуваат во црквата. На времето беше непишаното старите одат во црквата, заостанато е да се оди во црквата, современ треба да бидеш, треба некои други нешта. Добро, имаше таква пропаганда, брат Иван. Значи, некој одеше кон тоа да наметне таква слика. Знаењето за црквата исто така било многу погрешно, затоа и не пристапувале. Па и тоа е тоа, значи, еве ова што го правиме во моментот, тоа е сведоштво на вистинската информација за тоа што е црквата, што е незината смисла. Зошто мисијата на црквата во првите векови била толку силна? Затоа што членовите на црквата автентично ја сведочиле вистината за црквата таква како што таа е. За жал, говоревме пред малку, колку одиме низ вековите, иако Христос ветил дека црквата никогаш нема да биде надвладеана од советот на демонските сили, вели вратата на адот никогаш нема да ја надвладее. Така е. Да, и така е. Тоа е негово ветување, како што тој ветил за светите тајни дека имаат легитимитет, сила и дејство и тие си има, затоа што тој ветил. Тој исто и за црквата тоа го кажал. Но никогаш Христос не кажал колкумина ќе бидеме во црквата. Да. Затоа пак вели дека таму кај што се двајца или тројца собрани во негово име, ветува дека и тој е таму во меѓу нив. Така да, се што Свети Амвросий Милански има еден многу убав опис за црквата. Тој вели црквата понекогаш е како полна месечина. Значи, кога ќе видиме на небото полна месечина, сјае, со блеско, со слава, онака своја полнота. Така вика и Свети Амвросий Милански, црквата некогаш ја гледаме историски во својата сјајност. Затоа што најголем процент од незините членови кои тогаш историски ја представуваат се отворени за светост, отворени за исполнување на Христовите заповести во силата на Светиот Дух. И тие светат. Затоа што Христос вели, вие сте солта на светот, вие сте светлина на светот. Тоа вели за своите ученици, за членовите на неговата црква. Сега има периоди кога тој број на членовите на црквата се намалува. Затоа Свети Амвросий Милански вели, тогаш ова како полумесечина изгледа црквата, или понекогаш дури и ја снемува овака на небото, не гледа. Значи не дека ја снемува од историјата на светот, но просто понекогаш светот успева да ја надјаса. Значи паднатиот свет успева да ја потисне црквата, но никогаш дали преку пропаганда, дали преку мачеништво, дали преку тоа што однатре ќе ја руша црквата и така натаму. Историјата на црквата е толку богата со такви искуства да ако почнеме за тоа да зборуваме, крај ќе нема нашата емисија, но Христос ветил дека црквата нема да биде надвладеана од демонските сили. И таа ќе остане до крајот на овој свет. И тоа е тој момент. Се имало некогаш периоди кога црквата била духовно посилна, некогаш духовно послаба, но од што зависи тоа? Од љубовта и послушанието. Значи, колку повеќе членови на црквата имаат љубов кон нашиот небесен Отец во името Христово, во силата на Светиот Дух, тогаш и самата црква ќе биде повеќе силна со присуство на Светиот Дух. Затоа што таквите луѓе се отвараат за силата на Светиот Дух, затоа што имат љубов. И обратно, ако немаме љубов, ако немаме послушание и почнеме црквата да си ја ползуваме за своји цели, политички, национални,
некогаш императорите, царевите ја користеле во своји цели така натаму, тогаш црквата страда. Црквата страда. Но тоа е тој организам. Тоа е тој организам кој никогаш нема да биде победен и тоа е тој организам со кој Христос се поистоветува себе си, со своите ученици, со своето тело. Многу интересен моментот кога Шаул, кој потоа ќе стане апостол Павле, кога ја гони црквата, кога оди кон Дамаск, му се јавува самиот Христос и му вели: "Зошто ме гониш? Зошто ме гониш?" Значи, со тоа сака да каже: "Јас сум едно со тие мои, затоа што тие се мои. Јас сум главата на тој организам" и така натаму. Значи, тоа е тоа. Но за се тоа може да се говори и се тоа на вистински начин може да се разбере единствено со покаяние. Единствено со покаяние, единствено со љубов кон нашиот Спасител и единствено со автентично разбирање на неговата порака. Значи, кога ќе се разбере тоа, тогаш се разбира и вистинската природа, смисла, цел, визија на црквата во овој свет. И обратно. Ако немаме послушание, немаме љубов, немаме отвореност за една автентична, вистински пристап кон пораката Христова, тогаш последиците ќе бидат според тоа што избираме. Точно така. Во контекст на ова што го кажуваш, факт е тоа дека црквата си има и таа одговорност, верно да ја чува, да ја пренесува, но и да ја сведочи таа вистина, не само овие 2000 години, туку и се до крајот на светот и на времето. Исто така, овде би можеле да се надоврземе и на тоа дека во раната црква некако како да се чувствувало дека силата на црквата била поголема. Мачеништвата тогаш биле повеќе на број. Околностите со кои што се соочувала црквата во тој период биле такви што христијанството се до царот Константин било забранувано. Од страна на тогашните власти христијаните биле гонети. Имало многу Од страна на Римската империја, да. Од страна на Римската империја. Ајде да проговориме за тоа зошто во тој период Римската империја не можела да ги прифати христијаните или зошто христијаните не биле да соодветствуваат на она што се очекувало од нив. Значи, говориме за маченичкиот период на црквата, иако, брат Иван, ако говориме сериозно за оваа проблематика, маченичкиот етос на црквата никогаш не завршил. Така е. Да, и денес го имаме, значи, кој сме... сака да биде вистински Христов ученик, тој ќе биде гонет. Христос вика: "Мене ме гоне и вас ќе ве гоне." Говорев дека најомразените луѓе во овој свет се оние кои говорат вистината. Че овој паднат свет и луѓето кои живеат по логиката на паднатиот свет не ја сакат вистината, затоа што вистината ги разобличува. Ја разобличува нивната промашеност. И црквата секогаш го има тој маченички етос во себе си и многу е битно да се објасни раните христијани за мачениците го користеле терминот мартириос, што значи сведок. Значи оној кој до крв сведочил за вистината Христова. Замисли. Значи ние кога ги читаме житијата на рано христијанските маченици и целата таа стравотија што тие доживувале, понекогаш се чудиме тоа, не можеме да го објасниме тоа. Значи многу често е кога го празнуваме споменот на Свети Великомачени Георги како рано христијански мартир, сведок, ние кои ги читаме мачењата што тој ги претрпел, но тоа е тоа, огромно била неговата љубов, доверба во Христос. Христос му благословил мачеништво и самиот Христос го осилувал, го водел во целиот тој процес и илјадници луѓе од неговото мачеништво Александрија го прифатиле Христос. Паганите го вика: "Па чеке малце, ние веруваме во Богот на Георги, што тој е жив Бог. Тој Бог кој спасува, тој Бог кој делува, не овие богови што ние сме ги направиле со нашите раце, од дрво, од камен, од злати, така натаму, така натаму." Сега, кога говориме за Римската империја, Римската империја била многу интересна, затоа што во Римската империја било многу нормално човек да се верува во што сака. Еклектика, синкретизам. Односно, она што ние денеска го нарекуваме New Age. Си веруваш било какви култови, дали ова, дали ова гностицизам ли е, некои мистериозни култови, има разна, значи. Но требаш да го прифатиш римскиот Цезар за Бог.
и да му принесе жртва. За останатите, ајде да кажем, New Age представници, кај што нема вистина, се е вистина и тоа не е проблем. Но за христијаните е проблем. Затоа што тие, кога се крштевале, тоа и ден денеска, кога се крштеваме, ние велиме дека го прифаќаме Исуса како наш спасител, како наш Бог, како наш учител, но и како наш цар, како единствен цар. Тој е цар на мирот. Тој е оној која има сета власт, затоа што Христос вика ми се даде сета власт на небото и на земјата. Па потоа вели на апостолите, одете и научете ги сите народи, крштевајте ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Сега христијаните го одречувале божествениот атрибут на Цезарот. Вика, не може тебе жртва да ти принесуваме, ти си човек. Потоа христијаните отворено се спротивставувале, многу битно да се говори во дух на љубов и разбирање, но не со дух на осудување и зелотизам. Тоа не е здрав христијански дух. Тоа е веќе дух на патологија. Значи, тие отворено говореле за многу крајно неетички патолошки моменти во Римската империја. Но, што правеле христијаните? Во дух на љубов, во дух на разбирање, во дух на емпатија, во дух на само жртва и така натаму, и пред се, рациме, го спомна тој момент, повторно ќе го повториме, во дух на заедништво. Значи, раните христијани имале вистинско заедништво помеѓу себе си. Тие на вистински начин го практикувале она што Христос го заповедал. По тоа ќе ве позна дека сте мои ученици кои имате љубов помеѓу вас. Потоа ти имале вистинско семејство. Се знаело што е семејство. Значи, света тајна брак. Значи, говоревме, значи, односот на мажот кон жената, жената кон мажот, родителите кон децата и така натаму. Значи, христијаните внесувале нови вредности, нов модел, здрав модел на живење. И римјаните почнувале тоа да го прифаќаат. Затоа што гледале ова нешто што е нормално. И иако од страна на цезарите христијаните биле гонети, но ние гледаме како христијанството сериозно почнало да се шири, така да мајката на Константин, на овој Цезар римски кој прв официјално го прифаќа христијанството како официјална вера во римската империја, неговата мајка Елена, света Елена, таа била христијанка, тоа крајно посветена христијанка. Значи христијанството, тоа е многу интересен момент. Христијанството го имаме од робовите, односно од најдолните социјални моменти во општеството до највисоките социјални аспекти на едно општество. Така било тогаш, така и денеска. Значи, христијанството не прави разлика. Ние кога доаѓаме на литургија, кога се собираме како црква, значи литургија значи заедничко дело, кога се собираме како црква, кога се актуализираме како заедница и кога пристапуваме на путирот да го примеме телото и крвта Христова, нема еден путир за еден социјален слој, друг путир за овој пол или оној пол. Сите, што вика апостол Павле, од една чаша се причестуваме и со еден леп се храниме. Тоа е силата на заедништвото и колку повеќе црквата го негува тој момент на силата на заедништвото преку силата на Светиот Дух, преку присуството и водството на Светиот Дух, толку и низината мисија ќе биде поверодостојна. Така што било низ вековите, така ќе биде и денеска и до крајот на овој свет. Но ова мора да се негува. Значи, тоа е црвената линија која мораме, односно фронт кој мора ние современите христијани како да го чуваме, пошто демонот работи на тој план. Например, денеска не ја допира ортодоксијата, значи не се отварат некои догматски проблеми и така натаму. Но демонот однатре ја успива црквата. Ја успива преку успаните пастири, преку успаните верници и така натаму. Црквата е сведува на обичај, на фолклор. Тоа сакам да прашам и колку таа заедништво, таа љубов меѓу христијаните е присутна денес кај нас во Македонија. Какво е моменталното движење тука кај нас во однос на црквата како заедница, нели говориме? Јас би сакал да прочитам една молитва. Тоа е од Дидахи, тоа е еден рано христијански спис. Еве како гласи ова молитва. Спомни ја Господи црквата, еклесијас, значи спомни ја Господи црквата своја, значи народот свој, избави ја од секое зло. Направи ја совршена во љубовта Твоја и собери ја неа
од страните на 4 ветра, осветена во Твоето царство, кое за неја си го приготвил, зашто Твоја силата и славата во вековите. Значи, ова молитва рано христијанска и моја молитва денеска. И молитва, може би свесна, несвесно на секој жив член на црквата Христова. Значи, Господ да не собере, да не избави од секакво зло и да не собере, затоа што оној другиот не растура. И тој самиот Христос им кажал на апостолите за оној, да не го спомнам името. Дека тој е оној што растура. Апостол Петар вели дека тој како лав рика, значи, но секогаш ќе не надвладува кога ние како членови на црквата отстапуваме од вистинското разбирање на силата и плодовите на Христовата откупителна жртва. Односно, ако се откажуваме од крстот Христов. Тоа е крстот Христов. Откупителната жртва. Ако ние забораваме што значи таа, што сме примиле, што сме добили. Значи, ако го забораваме крстот Христов, дарот на откупителната жртва, ако не ги исполнуваме неговите заповеди во силата на Светиот Дух, значи и не се трудиме да живееме во црквата така како што Христос ни заповедал, туку од црквата правиме нешто што таа не е, тогаш нема да има љубов. Но ако се трудиме да се отклонуваме од секакво зло и да ги правиме овие работи што предмалку ги говорев, тогаш кај секој човек кој искрено живее така во црквата, љубовта ќе се преумножува. Зошто? Затоа што ќе се преумножува присуството на Светиот Дух. Светиот Дух дише таму кај што сака, делува таму кај што сака, брат Сиве. Тоа ние не можеме нему да, значи да, ние сме добиле силата на Светиот Дух после крштевањето, преку светата тајна миропомазание, но таа може да биде активна во нас, може да биде и замрена во нас. И сега, ако ние не живееме онака како што Христос ни заповедал, значи во црквата, тогаш како ние ќе очекуваме да делува Светиот Дух во нас? Па Христос го испрати Светиот Дух. Не може Светиот Дух да оди против Христос. И ние тоа не го разбираме. Или не сакаме да го разбираме. Тоа е тоа. Тие се тие моменти. И сега, јас длабоко не само што верувам, туку знам, уверен сум во тоа дека се повеќе и повеќе оваа вистина продира во умовите, во душите, во животот на многу наши браќи и сестри. Позитивно. И обични христијани, ај сака да кажам, иако во црквата нема обични и необични, и тоа е еден погрешен момент што обичните верници ги нарекуваме миријани. Тоа е монашки термин. Значи, односно, кога се развива монаштвото веќе во 4 век и оние членови на црквата кои не се монаси се нарекуваат миријани, односно христијани од светот. Но генерално сите сме ние лаикос, народ Божи. И од тој народ Божи се избира така нареченото служебно свештенство. Значи, свештенство кое ќе му служи на царското свештенство. Значи, на општото свештенство. Тоа се епископите, презвитерите и дјаконите. И особено епископите и презвитерите се повикани на автентично. Затоа и ние автентично служење и автентично сведочење. Затоа и ние на литургијата се молиме секогаш за нашиот епископ правилно да ја раководи црквата и да ја сведочи вистината. Тоа е. Така, ова што го зборуваш се надоврзува на Христовото јас сум вистинската лоза, вие сте прачките, а мојот Отец небесен е лозарот. Тој од мене ја отстранува секоја лоза што не дава плод, а ја обрежува онаа што дава плод за да дава уште повеќе род. Со оглед на тоа што од него ни е кажано, исто така сме ние повикани, како што кажуваш, да останеме во неговото учење, да останеме во неговата вистина, но исто така и во духот на смирението, еден контрук, да се трудиме да го одржиме заедништвото во негова слава и за доброто на црквата. Иван, ова што ти го говориш, тоа е финалето, на еден начин. Тоа е тоа. Тоа со примерот со лозата и со прачките, тоа е можеби најдобриот начин да се разбере како се останува во црквата. Значи, ако ние не даваме плод, ако во нас не делува живоносниот, живодарниот сок на Духот Свет, ако не сме солта, и ако не сме сол, ако не сме светлина на светот, не се трудиме колку што можеме. Значи особено тоа ако тие животодавни сили на Светиот Дух не делуваат во нас и во нас нема плодови, дарови на Светиот Дух, ако ние не го градиме нашето спасение, тогаш ние се сушиме. Ние полека преминуваме во фаза некаква
форма на религиозност или некои луѓе почнуваат сами да си прават некои представи за правоверно христијанство, православно христијанство, нешто кое нема врска со вистинското автентично православно христијанство, и тоа се суши. И полека тоа Отецот Небесен го сечи, така и така. Но тоа е негова работа, не е наша работа. Значи, наше не е да судиме, наше е да живееме, да сведочиме, да се грижиме, да љубиме. Значи, тоа е нашата задача. Во црквата Христос го има судот. И тоа е многу битен момент. И кога се говори за црквата, не може да го забораваме овој момент. Сепак, црквата е единствената заедница, значи со апсолутна одговорност го говорам тоа е единствената заедница која во овој свет ја сведочи Божјата вистина таква како што таа е. Таа е единствената заедница во која ние го прифаќаме тоа што Христос го направи за нас, спасението, и го градиме нашето спасение, и заедно во заедништво, во љубов се подготвуваме за вечно заедништво во Царството Божие. Тоа е само црквата. Ке поминат, како што поминале многу империи, ке паднат многу држави, многу цареви и така натаму, но црквата ќе остане до крајот на овој свети век. И еве, ова нека биде и пораката. И на оние што се во црквата, но и на оние што не се во црквата. На оние што се во црквата, на вистински начин да разберат, ако не разбрале досега, како да живеат во црквата, како ученици Христови во силата на Светиот Дух. А за оние што не се во црквата, еве, ова е сведоштво да ги повикаме, значи да им посведочиме пред се ова за тоа што е црквата. Па сега секој избира и секој го прави својот чекор. Или кон лево, или кон десно. Но да се молиме нашиот Небесен Отец да им ги стопли срцата и да ги повека кон вистинската насока, кон десно, кон патот на спасението, кон Христос. Одлична препорака како за едно заокружување на оваа денешна емисија. Кажавме многу нешта кои што се исклучително важни за црквата како заедница, меѓутоа сето ова е многу малку во однос на тоа што се доживува кога човек ќе стапи во живата црква, во живата заедница. Па е оваа емисија исто така, драги наши, нека биде и повик до сите вас кои што сте незини членови на црквата Христова, но исто така да биде повик и за сите вас кои што се уште не сте незини членови, но го чувствувате призивот Божје, да го актуализирате тоа со вашето лично пристапување и со вашето лично живо живење во рамки на црквата Христова, затоа што надвор од црквата Христова, како што кажуваат оците, спасение може да се најде исто оноко колку што можело да се најде спас и од потопот во времето на Ное, надвор од коравот на Ное. Ви благодариме на вниманието и ве покануваме да ги проследите и преостанатите емисии од овој серијал.